Добро вечер, почитувани гледачи. Велат она што природата го создава со години, човекот може да го уништи за еден миг. Каква ќе биде судбината на студенчишкото блато, ќе зборуваме вечерва во емисијата Под лупа со мојот вечерашен гостин, доктор Трајче Талевски, научен советник од Хидробиолошкиот завод од Охрид. Добре дојдовте во Лупа и во ТВМ. Добре ве најдов. Господин Талевски апсолвира тема, но се уште судбината на студенчишкото блато е непозната. Актуелно е деновиве исто така, затоа што утре имаме најавена една јавна расправа на оваа тема, затоа што се најавува на местото на студенчишкото блато да никнат некои градби, значи дали тоа ќе се висококатници, дали тоа ќе се хотелски комплекс, дали ќе е тоа марина, се уште не се знае, но сепак нешто се најавува. Ајде да започнеме од самиот почеток. Кој е значењето на студенчишкото блато и дали ние охриѓани треба да дозволиме негова деградација? Па сите знаеме дека околу 30 на години помина од моментот кога Охридско езеро и градот Охрид беа ставени под заштита на УНЕСКО. Со самото тоа и Охридското блато како составен дел на Охридското езеро е ставено под УНЕСКО, се разбира. Под УНЕСКО се ставени исто така и голем дел. Ние мислиме дека само езерото е под УНЕСКО. Под УНЕСКО е тампон зоната на со кој што заштитен, кој е под заштита на УНЕСКО е се од албанската граница, македонско-албанската граница, па се до некаде под преминот над Дебарца. Значи сите тие делови се ставени под УНЕСКО било као културно или као природно богатство, ставена под УНЕСКО и делот планината Галичица, ова наша страна, западната страна на Галичица, делот Струшкото крајбрежје и градот Струга, така да кога се зборува дека само Охрид градот е ставен под УНЕСКО, не е точно, и централното градско јадро на Струга и некои други објекти од големо културно значење се ставени под заштита на УНЕСКО. А самото езеро и целиот појас околу езерото и студенчишкото блато во конкретниот случај се исто така ставени под заштита на УНЕСКО. И за него важат, како и за езерото, сите оние правила на игра, што би се рекло, што важат за Охридското езеро, треба и мора да важат и за студенчишкото блато. Така, ние, граѓаните, охриѓани, значи, некои повозрастните памтат докаде се протегало тоа студенчишко блато. Помладите генерации го знаат само она што сега е останато од тоа студенчишко блато. Значи, неговата деградација трае години наназад и како досега никој не го кренал својот глас да каже стоп и да каже која е важноста и значењето на студенчишкото блато за да не се врши ваков атак врз ова природна реткост. Па вака, ако се враќаме многу назад, треба да се вратиме некаде можеби 80-тите години од минатиот век, кога каде што е сега бензинската станица или булеварот почетокот на туристичка, тоа е сето блатен екосистем, кој што за потребите на во тоа време се одржувало се армиско првенство на Југословенската народна армија, значи од цела Југославија поранешна, и се направиле, тогаш се направени сите тие спортски објекти што се и стадионот и покасно и спортската сала и сите оние придружни патеки кои што се во служба на тогашното се армиско првенство и тогаш е почнато со деградирањето и со уништувањето на студенчишкото блато. И од тогаш па наваму, значи, во тие моменти можеби не можело да се реагира, али тоа што знаеме дека она што ќе се одлучило на повисоко ниво морало да се изреализира, односно кога станувало збор за еден таков субјект во државата кој што беше армијата. Меѓутоа, после тоа, значи тоа беше деградација на блатото, било деградација, пошто јас сум овдека во Охрид, не сум охриѓенец, меѓутоа тоа не значи дека не го сакам Охрид и Охридско езеро. Значи, деградацијата се префрлила на другата страна од каналов Студенчиште. Прво што се направило било префрлањето на дендролошкиот расадник, кој што било порано, можеби се сеќават поголем број од граѓаните на Охрид се наоѓаше во делот
под Галичица, меѓутоа доста далеко, кај ние ќе викаме кај ова што е 110-ката, кај трафостаницата од 110 киловолти, значи од незината, од спротивната страна, каде што сега има една убава населба, голем број на станови се изградени и комуналец за тоа земјиште или како и да се вика, го доби земјиштето каде што сега се наоѓа управата и каде што сега се наоѓаат и леите и сите оние други пропратни објекти за одржување на зеленилото на градот. Сметајќи дека тоа е беззначајно земјиште, луѓето после тоа, гледајќи во блатото како еден место каде што е иничие и сечие, почна да голем дел од тогашните фабрики, кои што во тоа време работеа доста успешно, почна да го исфрла својот индустријски отпад. Пред се тука ви е споменал Езерка во тоа време, кој што имаше еден погон за изработка на керамика, се она што беше као вон класа за продаж за да излезе на пазар, се фрлаше тука, потоа почна се фрлат одредени градежен шут, ископи за новите згради и објекти што се градеа, рушевини, мислам она што се добиваше од рушењето на стари објекти, така да полека сето она што беше како блатен екосистем полека се уништуваше и се дојде до ова состојба која што беше пред 10 години, меѓутоа состојбата и понатаму, мислам, деградацијата на блатото и понатаму продолжуваше и се дојде до ова што е сега. Вие како научна установа која што се занимава со екосистемите и заштитата во некоја рака на Охридското езеро, а знаеме која е врската, ќе зборуваме малку подоцна и за тоа, поврзаноста помеѓу блатото и Охридското езеро и неговото значење за неговото прочистување. Дали кренавте глас? Дали некаде упативте забелешки, критики дека се врши деградација на блатото? Дали беше слушнато вашето мислење? Пошто се продолжи со деградација, мислењето не се слушна. Меѓутоа не е точно дека Хидробиолошки завод не реагирал. Реагирал икс пати, да не речем 100 пати, со писма до Министерствата за екологија, тогаш беше и за животна средина, па беше за просторно планирање. Се менува имињата на министрите, се менува имињата на министерствата, меѓутоа реакцијата на Хидробиолошки завод секогаш беше дека студенчишкото блато представува битен и важен објект за одржување на екосистема на Охридско езеро. Значи се формира комисии во кои што членува академици кои што се занимаваат со изучување на природата, покоен професор Мицевски, академик тогашен и мислам академиците се секогаш академици, академик сегашен професор Матевски. Сите тие беа во тие комисии кои што се создава, се формира на ниво на министерство, на ниво на република, се носе заклучоци да се престане со деградација, со фрлање на градежен шут во блатото. Се праве и препреки. Јас се сеќавам во еден период се ископа и канал кој што беше длабок можеби метар, широк метар. Меѓутоа за брзо време полека преку ноќ се засипува, ќе дојде еден камион, ќе истури земја и ќе се продолжи понатаму. Се поставува и бетонски, односно метални огради и со катанец се затвораше, меѓутоа најверојатно оно што го рековте на почетокот, човекот едноставно изгледа во генот му е да уништува нешто што е убаво и нешто што е корисно, се за некои ниски и ефтини интереси собствено. Хајде сега малку за значењето на блатото. Еве зборуваме за студенчишкото блато, но за охридската јавност која што можеби не знае, кој е неговото значење, зошто е толку важно и зошто навистина треба да се потрудиме, барем тоа што е останато како некој мал дел да се зачува? Па, сите блатни екосистеми во Европа полека исчезнуваат баш од ваков однос кон нив. Меѓутоа, тргнувајќи од тоа што Република Македонија е потписник на голем број на конвенции за заштита на блатни екосистеми, за заштита на птици,
за заштита на пейсажна разновидност, за заштита на биодиверзитетот и ред други. Меѓутоа, најверојатно во случајот со Охридско блато стои, мислам, тоа е како што вели народ, само на папиру, колку да се нешто потпиши, а придржувањето кон тоа е друга работа. Зошто е битно студенчишкото блато? Па прво, тоа е еден огромен филтер на огромен пречистувач на водата, која што би требало да поминува низ студенчишкото блато додека тоа почне се стави во функција, како што и порано поминувала. Втора работа е што со пред едно 4-5 години се правеа повторни мерења за појасот на трската и на Охридско езеро, македонскиот дел, површината на подтрска е некаде околу 70 на 70 нешто хектари, а самото блато има 40 хектари трска. Ако знаеме дека птиците гнездат во појасот на трска или гнездат на такви места каде што има трска, за да се заштита, значи да се заштита прво тие, да го заштитат своето потомство, да ги заштитат своите живеалишта, односно седелата каде што гнездат. Значи, блатото е представува, значи, 1/3 од површината на трска што се наоѓа во Охридското езеро и, значи, тоа е прво битно како живеалиште на птици. А знаеме дека со почнувањето на уништувањето на блатото, бројот на птици на Охридско езеро тројно се намали. Значи, некаде 80-тите години бројот на птици беше околу 50.000 единки. Да некаде спадне на крајот на 2000 година, ако не се лажам, на не знам, мислам 17 до 20.000. Сега повторно имаме враќање на бројот на птици кои што се регистрирани на Охридско езеро, меѓутоа никогаш не е достигна таа бројка како она која што беше правен тој цензус на зимски цензус на птиците на Охридско езеро. Втора битна компонента или карактеристика или зошто е потребно да остане студенчишкото блато е не само да остане во ваква состојба како што е, ваква како што е во моментот нема некоја голема функција и улога, меѓутоа да се ревитализира и да се стави во функција на мрестот, повторно, значи речиси сите карповидни риби, значи од фамилијата на крапот, а ги има 12 на Охридско езеро, плашица, крап, моранец, грунец и поголем број на други риби, се мрестат баш на тие места каде што има трска и се мрестат онаму каде што има храна. Трската, во појасот на трска и во блатото има храна за нивна исхрана. Значи, ако се уништи студенчишкото блато, и тоа што се уште има таму делови каде што може да се сретнат мрестилишта на краповидните видови на риби, ако се уништи студенчишкото блато и таа колку толку површина во која што се мрести крапот и други видови ќе се уништи. Тоа може да предизвика намалување на популацијата на карповидните видови на риби, а со тоа и пореметување на целата рибна популација во Охридското езеро. Ние знаеме дека, мислам, се направи една голема деградација со популацијата на пастрамка, па еве се уште не можеме да ја вратиме. Ако тоа се случи и со останативе видови на риби, тоаш, мислам, безпредметно е да се зборува за некакво рибно богатство на Охридско езеро во смисол на видови на риби. И тоа што Охрид е битен не по водата, Охрид е битен по Охридското езеро е битно по растителниот и животинскиот свет кој што се во него, а не по плажите, не по марините, не по глисерите, не по задоволствата луѓето што сака да се ги приуштат, и тоа што ова е единствен екосистем во Европа. Најстар екосистем во Европа, воден екосистем, сладок екосистем во Европа, еден од 3 или 5 најстари во светот, и се со вакво неодговорно однесување да се уништи нешто што милиони години се создавало е стварно гревота, срамота и не знам. Така. Сега сакам да погледнеме еден прилог кој што го работевме во информативната редакција. Станува збор за тоа како
нашиот сосед, Албанија се справува со сите оние градби, дивоградби кои што се на самиот брег на езерото, значи тие веќе масовно почнаа да ги рушат, а кај нас еве вршиме деградација на вакви едни специфични екосистеми ретки кои што ретко каде ги има на друго место во светот, се со цел да изникнат тука некакви цврсти градби. Значи една компарација како нашиот сосед се справува со ваквите појави, а што се случува кај нас. Па потоа ќе прокоментираме малку како да ја разбудиме свеста и да ја издигнеме на едно повисоко ниво и да ги видиме оние општи бенефити, а некако што и самиот рековте, само бенефитите на поединци. На брегот на Охридското езеро од албанската страна, на потегот од Линкон поградец се срушени 46 објекти изградени на самиот брег од езерото. Се рушат и легални и нелегални хотели и угостителски објекти. Албанската држава издвоила буџет од 5 милиони евра со кои се обештетуваат сопствениците на легалните градби, вели Аријан Мероли, представник од билатеријалниот секретаријат за заштита на Охридското езеро од албанска страна. Од друга страна пак на езерото, кој под заштита на УНЕСКО, се планира градење на туристички капацитети, резиденцијални објекти и туристички развојни зони. Албанскиот дел пак е пред номинација да добие статус на заштитено природно подрачје. Мероли смета дека целта на акцијата за отстранување од брегот на се што е од цврста градба е токму во таа насока. Мислам дека оваа мерка е за овој, што сакаме ние и албанската страна да е под истиот статус што имаше и македонската страна, како заштита, како културно и природно наследство на светот. Мислам дека добар е патот. Сега може да кажеме дека имаме можност да гледаме дека нема вакви објекти што имат негативен импакт кај езерото и загадување на езерото е под заштита. Албанските власти со овој мощен сериозен зафат не запираат тука. Мероли најавува дека експерти прават испитување на хотелите кои имаат најголемо негативно влијание врз езерото на потегот Поградец Тушемиште во непосредна близина со македонската граница. Со цел да направиме паралела на состојбите, зашто додека во Албанија се руши, на македонската страна се планираат градби на езерскиот брег, побаравме мислење и од Дејан Пановски, од билатералниот секретаријат за заштита на Охридското езеро од македонска страна. Пановски вели дека тоа е политика на албанската држава како го уредува крајбрежниот појас, но дава препорака и за езерскиот брег од македонска страна. Што се однесува на наша страна, секако би било пожелно да нема компромиси, доколку има и од наша страна нелегални објекти кои што се наоѓаат на брегот на Охридското езеро. И добро би било исто така се она што како процес го имаме во овој момент, а процес велам околу големите проекти кои што се планирани, да влезе како што и влегува во една фаза на оценка на влијание врз животната средина и се она што ќе се прави да нема голем негативен ефект врз животната средина и врз природните реткости и вредности на Охридскиот регион. Инаку за просторот помеѓу каналот Студенчиште и некогашниот хотел Парк веќе биле избрани и идејни решенија. Неофицијално на овој потек ќе се гради нова луксузна населба со хотели, ресторани, резиденцијални објекти и апартмани поврзани со системот канали и езерца. Дол самото крајбрежје на Охридското езеро треба да се гради и најавуваната градска марина, но и нова плажа со должина од 700 метри. Во понатомашната постапка тоа е измена на генералниот урбанистички план, следствено на тоа претпоставувам и на деталните урбанистички планови кои ќе следуваат после тоа. Во моментов Агенцијата за просторно планирање работи на дел за измена на генералниот урбанистички план. Дали токму вака ќе изгледа тој простор на студенчишко блато, тоа останува понатака да видиме, можеби ќе има и други идејни решенија. Со измените се остава простори за ревитализација на мал дел од уништеното студенчишко блато. Во изготвувањето на проектната документација за овие градби учествуваат општината Охрид и Министерството за транспорт и врски. Неодамна беше разгледувана и студијата за влијание врз животната средина на проектите предвидени за изградба во Националниот парк Галичица. Екологистите сметаат дека жичарата, експресниот пат и елитниот хотелски комплекс во Љубаништа ќе имаат негативно влијание врз природата во заштитеното подрачје.
Доктор Талевски, видовме и од прилогот како се справува нашиот сосед Албанија со нелегалните градби или со она што некој има намера да го гради, да го деградира екосистемот, а кај нас наспроти тоа предвидуваме нови градби на места кои што на вистина треба да бидат заштитени и да се престане веќе со нивната деградација. Зборуваме за студенчишкото, конкретно за студенчишкото блато и за некои намери и на оваа локална власт на тоа место да се издигнат некои цврсти градби. Ова не е прв пат да на тоа место да се има таква намера. Значи имавме и во повеќе наврати такви обиди, но за среќа безуспешни. Што мислите, дали овој пат ќе превладе разумот и ќе престане овој процес и ќе застане деградацијата на студенчишкото блато? Прво, на првиот дел на вашиот коментар, мислам дека во Албанија се струши и легални градби. Ради тоа што, колку што сум јас во текстот на станите, некаде околу 2 до 3 милиони државата издвои за плаќања на собствениците кои што имат легални градби. Албанија сум не толку често, меѓутоа не толку ретко и ги знам, мислам ги познавам сите овие објекти кои што се струшени. Додуша имаше таму и премногу објекти кои што влегува во езерото, што исто случај и кај нас е. Дури уште и повеќе со она што се планираше да се гради во Љубаниште. Тоа беше безобразен, да речем, проект за што се однесува за Охридското езеро. Што се однесува за нашава страна, мислам дека барем во некој дел треба Република Македонија се угледа на потезите кои што ги направи Република Албанија во поглед на заштитата на крайбрежјето. Ради тоа што ние имаме закон за градба, имаме закон за води. Според законот за води, кој што ми е мене познато, 50 метри од бреговата линија не сме да се гради. Значи не сме да се дават дозволи за градба. Многу често тој закон да речеме овие не се почитува. Значи под име на времена градба се градат трајни објекти, цврсти објекти, а времената градба може да биде и цврста градба. И тоа се злоупотребува, тој дел од законот се злоупотребува, па се добиваат дозволи за времени објекти кои што траат со години, со децени. Што се однесува до намерата на локалнава самоуправа и покрај убедувањето, да речем, пред 2-3 години, кога беа тие кампањи, политички кампањи, се ветуваше дека ние нема да преземаме ништо, ние нема да градиме, ние нема да бидеме ние не сме опцијата кој што ќе врши деструкција на Охридското езеро, меѓутоа за жал се покажа дека хајде не речем уште полошо се случува, меѓутоа се случува нешто слично. Студенчишкото блато било атрактивно за градба пред се поради близината на езерото. Као градежна парцела. Као градежна парцела е атрактивно. Јас сум некаде околу скоро 30 на години во хидробиолошки завод и таа парцела била атрактивна за голем број на градоначалници кои што раководеле со Охрид. Меѓутоа на ваков или онаков начин хидробиолошки завод успеал да се справи со нивните зли намери, да ја речем така. Се надевам, не можам да речем дека сум убеден, меѓутоа се надевам и искрено голем број на луѓе со кои што сум контактирал во Охрид се против инвестирањето и изградбата на објекти во студенчишкото блато, ради тоа што сепак е тоа еден дел од Охридското езеро. Сите оние други објекти кои што се планира да се градат на Охридското езеро од онакви плажи какви што поведуваат на конкурси, тоа е нешто што мислам не треба да му се случува на градов Охрид нити на езерото во целина. Така. Малку ќе направиме пауза од разговорот, а во вториот дел сакам да потсетиме на студијата која што беше изработена во 2011-та, кога впрочем повторно започна цел тој процес за ревитализација на студенчишкото блато и ќе потсетиме до која фаза работите стигна, но пак се вратија на мртва точка. Малку реклами.
Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Биоактив 5 килограми, 285 денари. Бонукс 8 килограми, 609 денари. Бонукс 10 килограми, 679 денари. Орнел 2 литри Флауер Dream или Blue Fantasy, 153 денари. Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Прекрасната природа е главниот влог во алтернативните форми на туризам. За туристот таа е воздух, слобода, спокој. Отпадоците не се вклопуваат во таа слика. Да ја чуваме природата чиста. Лесно е. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Ресторан Света Петка Велгошци, перфектно ресторан во Охридско-Струшкиот регион. Во пријатна и топла атмосфера вкусете ги мајсториите од македонската традиционална кујна. Комат, качамак, питулици со сирење и прас, печено јагнешко и свинско подвршник, јадење во селска фурна, ѓомлезе, чорби, месо од каче. Вистинско богатство на вкусови за секој гурман. Во ресторанот уреден во рустикален стил со комбинација на камен и дрво, организираме и секако вид прослави до 60 лица, а нашите специјалитети можете да ги порачате и за дома. Посакавте нешто повеќе. Повеќе задоволство, повеќе раскошни, нови вкусови, повеќе кремасто уживање. Посакавте нешто ново и затоа за вас подготвивме нешто плюс. Најлепше желје плюс. Најкремастиот знак на внимание со вкус на рум, портокал и вишна. Штарк. Ти си мелема рана. Дисконт Рај, комплетен асортиман на сите видови на алкохолни и безалкохолни пијалоци. Чаеви Франк, вина Бовин, генерален дистрибутер на стоби вина Red Bull и Нескафе. Ваш пријател со најдобри цени за вашите веселби и угостителски објекти. Ти си рај. Доктор Талевски, рековме ќе подсетиме на студијата која што беше изготвена за ревитализација на студенчишкото блато во 2011-та. Некако работите ги турна билатералниот секретаријат, па потоа се надоврзува и други институции, па и поединци кои што беа заинтересирани за неговата ревитализација. Зедовте и вие така да речам едно непосредно учество во сето тоа и еден дел од тоа блато беше и обележано, беа направени некои клупи, беше ставене на табла, колку да се види како тоа би можело да се уреди и на каков начин би требало сето тоа да започне. Беше изготвен и проект, тој помина на Совет во 2012 година, значи беше изгласан, беше доставен до Министерството за животна средина. Тука влезе и една германска компанија за меѓународна соработка, значи тие беа заинтересирани за ревитализација на студенчишкото блато. На крајот на краиштата издвоија и 100.000 евра за неговата ревитализација, од кои 50.000 веќе легна на жиросметка на Министерството за екологија, но не беа искористени. Значи локалната во дадениот рок не се потруди да исполни некои очекувања, требаше да ги обележи границите на блатото, но тоа не се случи. Германците најверојатно видоја дека немаме некоја сериозна намера за ревитализација на блатото и ги повлекоа парите. Значи, дали како можевме да дозволиме да ни се случи тоа? Јас сум председател на Македонско лимнолошко друштво, во тоа време бев подпредседател, мислам пред 2-3 години. Македонското лимнолошко друштво преку Министерството за екологија доби проект со посредство, усвари носител на проектот беше приватна фирма од која што конкурираше, ние бевме како со извршители на
проектот и успеавме со одредена сума на пари да како да кажам да докажеме дека блатото, студенчишкото блато може да се ревитализира, значи успеавме со една одредена сума на пари да го извадиме шутот кој што беше фрлен во блатото, го транспортиравме, односно компанијата која што беше одбрана да го чисти тој дел од блатото, го транспортираше во депонијата Буково. И на тоа место, сега може повторно, кога сакате, можеме да појдеме да видиме, таму блатото функционира. Значи, успеавме да, тоа што кога се исчисти тој дел од површината, беше едноставно гола површина, потопена со вода. Донесовме од одредени делови на блатото вегетација, ја посадивме тука, значи направиме нешто како мала ботаничка градина, каде што со табли ги означивме видовите. И таа функционира, имаме донација, направивме и стојат 3 или 4 клупи за одморање и тоа беше идејата, значи на тој проект да се покаже и докаже дека блатото може да се ревитализира. Значи и повторно стоиме за тоа и јас како експерт за блатни екосистеми и за рибарство или како едноставно како интелектуалец стојам за тоа дека блатото може да се ревитализира, меѓутоа не со 100.000 евра. Ова што го рековте за студијата која што се изработи, да се изработи студија која што покажа дека се некаде околу 40 на хектари се уште под блато, дека некои делови се деградирани, дека треба да се поведи сметка и да се заштитат некои делови. И се направи зонирање, како треба да се раководи, како и со националниот парк, така и има зона на активно управување, зона на одржливо користење, така мислам дека така беше во таа студија беше препорачено да се направи со блатото. ГИС или Германската техничка помош преку проектот што го водеше и се уште го води, односно се работи на Преспанско, Охридско и езеро во Македонија и Албанија и Скадарско езеро кој што го работат колегите од Албанија и од Црна Гора. Значи извој некаде околу 100.000 евра, мислам дека целиот проект кошта некаде 2 милиони евра, мислам дека. Според последните информации што ги имам, најверојатно ќе се продолжи со тоа и ако успеевме тие пари што ги нас спомнавте, 90.000 евра, да ги искористиме наменски, како што беше прифатено, не беше само препорачано, него беше прифатено од македонскава страна, беше прифатено, ако не се лажам, и од собрание или градската управа на град Охрид. Меѓутоа, после нешто се случи, и едноставно се напушти идејата да се тие пари употребат за ревитализација на Охридското блато. Далеко тоа дека со 90.000 евра ние ќе направиме нешто. Но ќе започне работите. Нешто ќе направиме помпезно и ќе рече не, е завршена ревитализацијата. Тоа ќе беше стварно срамота ако за 90.000 евра еден онаков капитален објект, да речем, за и како експонат, и како школски пример на блатни екосистеми, и како составен дел на Охридското езеро е, да не речеме, така деградиран. Тоа ќе беше срамота и за државата, и за градот, ако за 90.000 евра успееше нешто да направи многу големо. И тоа тие 90.000 евра што ги додели Германската техничка помош беа за да и тие да покажат и докажат дека треба со тоа, дека блатото вреди. Значи, ако ГИС констатирале, експертите на ГИС, ако констатирале дека блатниот екосистем студенчишта може да се ревитализира, тоа значи дека може да се ревитализира. Без разлика какви експерти се носат од страна за да кажат дека нема блато, мислам таа студија или тој зафат што го направи Германската техничка помош со финансирање на такви средства е доказ дека до Охрид, односно кај студентишта постои блато. Зошто? Што се случи? Како се случи? Како, да речем, се променија мислењата на локалната структура на власт? Не знам, не ми е познато. Меѓутоа, ГИС ги повлече тие, колку што ми е познато, ги повлече тие средства
за ревитализација на блатото студенчишта, тие беа наменски. Меѓутоа, дали и каде ќе се употребат, тие најверојатно се уште седат на сметката на ГИС за ревитализација на блатен екосистем. Дали повторно ќе им се доделат, ради тоа што кога на Македонија се додели помош за финансиска помош од 90 и нешто стотина илјади евра за ревитализација на студенчишко блато, господинот Аријан Мероли, кој што пред малце го видовме во прилогот, направи забелешка дека и на на албанска страна има блатен екосистем кој што треба да се ревитализира. Го ја прифатија неговата забелешка од ГИС и мислам дека некаде околу 60.000 евра се доделија на Албанија и Албанија ги искористија. Да. Сега ништо чудно ако се изгледа се попаметни од нас, барем или по како да речем, повеќе свеста им е на повисоко ниво, па знаат што е навистина вредно. Затоа мислам за свеста можда власта им е на повисоко ниво за заштита, можеби свеста кај луѓето можда не, меѓутоа можда и кај власта е свеста за заштита на такви екосистеми кои што се битни за езерото. Секако ако власта дозволува се луѓето, тоа ќе си го злоупотребат. И мислам дека ништо чудно да тие 90.000 евра годинава се префрлат и кај нив. Преди тоа што сепак пари издвоени за нешто, оно кај што се стремиме, тие не пропаѓаат, тие се употребуваат за она што се наменети. Ова испадна како народната двајца се кара, третиот користи. Значи додека ние не знаеме како да се ги искористиме парите, јас не би сакал тоа да се случи, ако јас би сакал повторно тие средства има ли надеж? Значи надеж да се вратат тие средства има единствено ако структурите во градот и во државата се го промена состојаното мислење за студентчишко Значи блато. само може да се насетува која била намерата, зошто целиот овој проект застана таму каде што застана, како што рековме има најави за урбанизација на овој појас и ако тоа навистина се случи ќе биде на задоволство на поединци, но мислам дека на незадоволство на поголем дел од охридската јавност. Како ќе се справуваме со тоа што е најавено? Еве утре имаме една јавна расправа каде што како точка ќе биде и токму и овој појас, студенчишкото блато. Што таму, еве вие ќе сте излагач, што ќе кажете, што ќе изложите? Не, јас сум учесник. Ќе се излага, мислам излагач ќе биде изготвувачот на студијата. Јас ја прочита студијата, има на веб страната на општината, на општина Охрид. Студијата е добра. Студијата препорачува да не се гради ништо. Мислењето од Хидробиолошки завод е да не во делот на студенчишко блато да нема никакви градби, цврсти градби. Меѓутоа што ќе се случи не знам, искрено не знам, ради тоа што видите што се случи со Галичица. По наредба на влада се симнува заштитена зона од повисоко ниво на пониско за да може да се гради скијачки центар. Може и овде да се случи нешто слично, ради тоа што Охридско блато е со изработката на проектот или студијата се препорача блато да се стави као споменик на природа или да се стави под некоја заштита. Иако тоа она што го реков на почетокот дека тоа со прогласувањето на Охридско езеро под УНЕСКО е ставено под УНЕСКО, меѓутоа немаше документ дека блатото е и со студијата е препорачано да Охридско блато се стави као строго заштитена зона или да има одредена заштита, како што има да речеме строго заштитена зона се Светинаумските извори. Изворите во Светинаум се, иако се во национален парк, ти има уште појака заштита и се ставени во строго заштитени зони. Препораката на студијата беше да се тоа случи и со студенчишко блато. И сега и тоа градот ја финансира студијата по барање значи студијата се работи по барање на локалната самоуправа. Ја работи експертска куќа од Скопје, оди на влада или оди до Министерство на екологија, се прифаќа студијата и од градот и од државата и сега студијата не важи, значи парите се фрлени во ветар, не се некои големи пари, мислам дека 20.000 евра се потрошија за изработка,
за изработка на таа студија. Меѓутоа, во таа студија учествува експерти, не учествува луѓе кои што не се занимаваат со екологија. И едноставно целото нивно знаење, Анулиране, значи, целиот овдека нивен труд. во моментов мислењата на експертите, мислењата на интелектуалците се ставени надвор од, мислам, разгледување, едноставно како да не постојат. Се турка некоја политика дека мора само да се гради за одреден број на луѓе да имаат некако си бенефит од сите тие градби, а сите останати нашите деца, да речеме, за 10 години, која што едноставно ќе го немаат она што ги имаме ние или што сме го имале пред 10-20 години. Така. Одговорноста ни е навистина голема и треба сите да се заложиме да не се случи тоа што се најавува, да го зачуваме блатото. Имаше еден слоган да го заштитиме блатото, а со тоа да го најдеме златото. Значи, заштити го блатото, зачувај го златото, заштити го така, златото. Значи, се правеше една компарација помеѓу блатото и златото, со тоа покажувајќи колку навистина вреди за градот и за Охридското езеро. Доктор Талевски, уште многу можеме да разговараме на оваа тема и многу е разговарано. Се надевам дека ќе допре сето ова до тие што треба, до надлежните и до институциите и нема да се направи еден ваков потек кој што генерации после нас ќе бидат оштетени на некој начин. Начнавме и за Галичица и тука се подготвува една деградација на тој екосистем, доколку сите оние проекти кои што владата ги заговарат се реализираат, на вистина Галичица нема веќе националниот парк да биде она што беше. И тоа е тема за жал толкму. Љубаниште исто така е тема која што треба да се отвори јавно, да се говори. Не смееме да ги испуштиме работите од раце. Што вие еве како институт, како национална установа ќе правите на овој план? Па, како институт... Како најповикани на некој начин. Како најповикани, значи, јас со... Ова што ќе го кажам, не сакам да се оградам, меѓутоа во Хидробиолошки завод постои, да го наречам, менаџерски тим, или постои раководен тим, постои управно тело, постои директор на институцијата, која што ја кројат политиката на институцијата. Ваква или онаква политика, тоа е сето останува на нивна душа или на нивна совест, сите нивни настапи и чекори што ги превземаат. Меѓутоа, јас како поединец ќе продолжам да се... Ова не е борба за победници и за поразени. Мислам, ова е едноставно изнесување на собствено мислење како човек кој што 30 години посветил на заштита на Охридско езеро и на заштита на целиот екосистем. И навистина боли ако човек гледа како едноставно некој негира твојата работа или негира твојата експертски знаења поради, оно што реков, поради корист на два тројца. И утре на таа расправа најверојатно ќе има, рачунам дека ќе се развија добра дискусија и дека ќе успееме барем во некои намери да се за некои делови од мислењата и од идеите на целата власт за некои делови од Охридското езеро, конкретно за Студенчишкото блато, па ако сакате и плажата која што се планира да се прави од паркот од каналот Студенчишта па до парк, па и марината да се гради, па пред некој ден излезе градоначалникот дека се правил патека која што е широка 10 метри, не знам, како да она патека асфалтна е многу мала, многу имаме ние патници што патуваат или шетачи од Охрид до парк, па треба тоа да се направи автопат до таму. А никаде не слушна дека ќе се прават тунели, пролази за риби, приклучување на блатото. Значи, намерата е да уште тоа, ако се случи, ако се изгради таква патека за ролери, за велосипеди, за пешаци, значи намерата е полека тој дел на мала врата да се урбанизира, значи прво да се направи сообраќајница, пошто од регионалниот пат за Љубаниште, што е така наречен магистрален пат, да имаме веќе до езеро
сообраќајница, се уште ова сообраќајница, се почнува прво со сообраќајници, па после тоа полека ќе се направи она што е во план да се прави, ке некои луѓе што е во план, меѓутоа се надевам дека многу луѓе ќе се спротистават со факти и за да се спречи нешто вакво што му се спрема на... Јас некаде напишав дека се спрема убиство на блатото и дека ќе се спречи да се направи еден таков чин. Така. Јас нема да речам се надевам, туку ќе речам сите да се бориме, затоа што само на надеж не треба да оставиме. Така, треба нешто и конкретно да превземиме, да се спаси блатото, барем она што е останато да се ревитализира за доброто на езерото и на ините генерации кои што доаѓаат после нас. Ви благодарам за ова гостување под лупа. Нема зошто. Ја начнавме малку таа тема која што е актуелна Има и една, на крај, ако сака да само една мисла, поќе пати ја кажувам, значи ако човек само помисли колку видови успеал да уништи, а во блатото ако се успее да се направи, ако замислата да си реализира идејата на градежниците, да се направи од него градежна зона, значи ќе се уништат 3 вида, кои што ги има само тука. Растителни видови. Идејата е, мислата е дека ако само се види колку човекот успел да уништи видови, тогаш неговиот опстанок е освета на природата. Значи и неговото самоуништување е блиско. Така. Благодарам уште еднаш и до некоја наредна средба на некоја наредна тема. Се надевам дека ќе ги очекуваат и природата, и езерото, и нашиот екосистем по убави денови. Се надевам и јас. Благодарам.